Знаете, ова нова година некако ни почна со зверови. Така да верувам дека и тој детал може би ќе помогне да ве задржи будни, затоа што зборуваме за уште еден звер денеска. И за разлика од некои други зверови кои што денови беа присутни, како например оној во црвеното, овие зверови не се измислени, овие зверови постојат, овие зверови навистина играат многу важна улога во пророштвата. Нам горе-долу тие пророштва ни се познати, но мнозина други не ги знаат, затоа еве оваа камера и оваа техника ќе помогне да таа вест стигне до мнозина, а ние да се подсетиме и може би ги слушнеме нешто ново. Се сеќавате минатиот пат кај застанавме? Ајде видиме дали се сеќавате. Зашто зборувавме минатиот пат? Минатата сабота. Многу некако широко е тоа, малку попрецизно. Зборувавме за смртната рана на првиот звер и за исцелувањето на таа смртна рана. Ако ја прашав докаде е Фатма Ѓул, може би ќе ми кажете многу повеќе. Ама не се сеќавате мината сабота, кај се стигнале добро. Значи, зборувавме за смртната рана на првиот звер на папството, односно, еве вака, ќе почнеме од Данијел 7 глава. Ве навраќам неколку саботи сега поназад. Видовме и да ги идентификувавме сите оние 4 зверки, 4 звера или животни кои што се спомнати таму, не мора да отваряме во 7 глава, Данијел. И почнавме од лавот, кој што беше кој? Вавилон, па мечката, Медоперсија, па потоа леопардот, Александр Македонски со неговото царство, и на крајот она воредно, чудесно, страшно животно кој што гази се под нозете, а тоа е паганскиот Рим. И минатиот пат ги опфативме баш оние фази на појавата на малиот рог, кој што е папскиот Рим, и раната што му е зададена 1798 година. И знаеме што се случило таа година, кога сушност му се одзима она цивилна, државна власт на папството. Ја губи таа премоќ. И е некако умирено, односно, како да не делува онака како што делувало порано. Тоа е таа четврта фаза во која што живееме, кога се уште таа рана му е присутна, но се зацелува. И тоа со забрзани чекори. Ние живееме баш во тие мигови кога раната се исцелува. И видите, читајќи го 10 стих, мислам дека минатиот пат го спомнавме од 13 глава Откровение, кој што токму зборува за таа рана, и кој што гласи кој води во робство и самиот ќе биде одведен во робство, кој убива со меч и самиот треба да загине од меч. И после веднаш овој стих, следува 11 стих, кој што ни кажува и видов друг звер, како излегува од земјата, имаше два рога како кај јагне, а зборуваше како змев. Самиот овој податок ни кажува дека овој вториот звер, кој што набрзо ќе го откриеме, ние го знаеме, и тоа ќе го кажеме, уште еднаш, во самиот период кога се задава таа смртна рана, излегува на едно поинакво тло, не во море, туку на земја, овој втор звер, кој што наликува во своите рогови, барем на јагне, а меѓутоа зборува како змев. Јас би го прочитал целиот овој пасос до крајот од 13-та глава, за да видиме дека, да се надобрзам на последните мисли од минатиот пат, кога кажавме дека верували или не, иако живееме во 21 век, на повидок е нов среден век. И знаете што мислам со тоа? Мрачен век. Еве овие стихови, кои што ќе ги читаме сега, го покажуваат тоа. Значи, видов друг звер како излегува од земјата, имаше два рога како кај јагне, а зборуваше како змев. И тој вршеше власта на првиот звер пред него и направи земјата и незините жители да му се поклонуваат на првиот звер, чија смртоносна рана беше залечена.
И правеше големи чуда, така што и оган симнуваше од небото на земјата пред луѓето. Тој ги заведуваше жителите на земјата со чудата, што му беа дадени да ги прави пред зверот, велејќи им на жителите на земјата да направат лик на зверот, кој имаше рана од меч и остана жив. Патем гледате дека неколку пати се спомнуваат зверот кој што имаше рана, ама му се излечи, остана жив. 15 стих, му беше дадено да внахне дух во ликот на зверот, така што ликот на зверот да прозборува и да направи да бидат убиени, оние кои нема да се поклонуваат на ликот на зверот. Зарем ова не величи на среден век? И направи сите, мали и големи, богати, сиромашни, слободни и робови, да им се даде ознака или жик на десната рака или на челото. И никој да не може ниту да купи, ниту да продаде, освен оној кој има ознак, името на зверот или бројот на неговото име. И 18 стих, тука е мудроста, кој има ум, нека го пресмета бројот на зверот, зашто е број на човек, а неговиот број е 666. Ова е една слика на среден век. Тоа е она што допрво доаѓа. И забележуваме овде, дека оваа сила, овој втор звер, спомнат во оваа 13 глава на Откровение, е всушност зверот кој што ќе му го врати мечот, ќе му ја врати онаа цивилна власт на папството назад. Токму тој звер ќе му помогне на папството, да се издигне и да ја добие она власт што имал. Забележуваме од 11 стих и денески тука ќе се задржиме, највеќе. Дека овој звер има, како да има две личности. Како да е подвоен во личност. Од една страна има рогови како јагне, а од друга страна зборува како змев. И јагнето и змевот немаат ништо заедничко. Време да така мислим. Што имаат заедничко јагне и змев? Еве, некој диносаурус, земете во предвид, огромен, со заби, страшен, а од друга страна е јагне, кротко јагне. А сепак овој звер ги има и тие карактеристики. И овде не станува збор за две фази, како што кога зборувавме за пагански Рим, па имате звер, па после изникнува 10, односно со 10 рогови е тој звер, кој што покажува фазата кога пагански Рим паѓа и се дели на тие 10 народи, па потоа се појавуваат во третата фаза мал рог кој што искорнува 3 од тие рога, кој што е четвртата фаза или настапувањето на папски Рим, односно трета фаза и четвртата фаза после задавањето на раната, неговото повторно воздигнување назад. Овде не станува збор за фаза, затоа што стихот вели, имаше два рога како кај јагне, а зборуваше како змев. Значи тоа е една иста личност, еден исти звер. Ги има и тие карактеристики. Интересно. Веќе спомнавме малку кога е времето на појавата на овој звер. Значи токму во тој период, кога првиот звер ќе добие смртна рана. Еве ќе читаме од големата борба. Сестрена Вајд вели овде поставува прашање. Кој народ почнал да се јавува во 1798 година како сила во новиот дел на светот и станувал се поголем и посилен, така што привлекол на себе внимание на светот? Примената на овој символ не е некакво тешко прашање. Како што не беше тешко да се открие првиот звер, воопшто не е тешко за оној кој што ги следи пророштвата да го открие и вториот звер. Само единствен народ одговара на податоците на ова пророштво. Тоа јасно упатува на Соединетите Американски држави. Значи, уште на почеток видовме кој е овој звер. Знаете, токму во тој период, кога слабее веќе папски Рим, кога се појавуваат реформатори, 1776 е познат како година кога се подпишува Декларацијата за независност на Соединетите Американски држави. Потоа 1789 кога почнува Француска револуција и малку подосна, Франција ја ги признава Соединетите Американски држави како светска сила, која што е во подем. Уште во тој период, иако била мала, незначителна, со многу малку население. Замислите во периодот, само да најдем точниот податок,
баш кога се подпишува Декларацијата за независност на Соединетите Американски држави, на тоа тло имало само 2,8 милиони жители. Нешто повеќе од денешна Македонија. А веќе почнува да никнува како сила. Подосно за тие бројки. И оно што исто така ги дефинира Соединетите Американски држави како тие, кои што го се представени преку вториот звер и ова. Ако забележите сите овие пророштва на сите животни од Данило 7 глава и овде во Откровение 13 глава пророштвото се движи од исток кон запад. Лавот и мечката, двете први царства, Вавилон и Медоперсија, тоа се азијски сили. Потоа Македонското царство и Римското царство, тоа се веќе европски сили. И се оди кон запад. Што би очекувале западно од Европа? Тоа е новото тло кој што тие 14, 15, 16 век таму, не ме факите за збор, е откриено и веќе почнува да се населува. Тоа е тлото на кој што денеска имаме силните Соединените Американски држави. Или вториот звер. И интересно е што стихот вели: видов како излегува овој звер од земјата, за разлика од првиот кој што е од морето, и знаеме дека морето се народите. Негде кај што е густо населено, Европа и Азија, тие делови тогашни биле густо населени. Но овде, овој звер излегува од земјата, или како што многу историчари запишуваат, никне, буквално никне, како од едно семе, кое ќе ставите, никне и се појавува во една голема сила подоцна. И еве баш некои од тие записи од тоа време уште. Тој народ морал да се појави на дотогаш ненаселено подрачје. Еден угледен писател кој го опишува настанокот на Соединетите држави изборува за тајната на нивниот настанок од незаземено подрачје. Тој кажува, како тивка шиблинка израснавме во држава. Еден европски дневник во 1850 година за Соединетите држави пишува, односно пишуваше како за некоја необична држава која никнала и во тишина на земјата непрекратно ја зголемува својата моќ и гордост. Буквално никнала од ништо оваа нација. И кога сме веќе тука, спомнав, 1776, 2,8 милиони. 1900-та, значи на почетокот, веќе на 20 век, имаме 76 милиони жители на тоа тло. 50-тите години од 20 век имате 151 милион. И сега забележите ја бројката. Значи од 1900-та до 1950-та се дуплира бројот на население. А денес имате преку 310 милиони. Повторно дуплирање. Ова не дека они имаат многу некој прираст, меѓутоа имате и многу имиграција. Денеска сите сакаат во Соединетите Американски држави да го живеат тој американски сон. Се уште за некого е ветена земја. Значи, се уште сме во таа фаза кога ова јагне не проговорило како змев. И сите трчаат таму. А видите, денеска е овие денови, сега, од климатска гледна точка, ако погледнеме што се случува таму. Неверојатен студ. Некој дали се шегува или пак тоа е вистина, јас не знам, запишаа дека им се расипал харп, оној системот. Па место да ја замрзнат Србија, се замрзнале самите. И тука има една поука, многу силна поука. Да, како и да е. Забележувате дека овде сосема мирно никнува и се појавува оваа нација, оваа сила од земја. Овде немаме ветришта, како што, ако се сеќавате во Данијел, пред да му е даде, значи Господ визијата, кој му е дава визијата на Данијел, почнува со ветришта, со бури, значи, кои што означуваат судири, војни. Овде немате такво нешто. Че овде немаме, како што Медоперсија ја превзема власта, победувајќи го Вавилон, власта од Вавилон, па потоа Александр ги победил медоперсиците и така натаму. Овде вториот звер не ја превзема со сила власта од првиот звер. Напротив, соработува, односно му помага да му ја врати власта.
Интересна е оваа нација Соединените Американски држави. Дека е супер сила и дека го може тоа што го прочитавме во 13-та глава, значи да ги присили сите да се поклонат на иконата на зверот, но тоа на секого му е јасно денеска. Знаеме дека десетици години наназад гледаме дека се мешаат секаде кај што сакаат да се мешаат, кај што имаат интереси, дека можат, ако сакаат можат. Но Господ не ја подигнал оваа нација само поради тој дел од прошлото. Зошто служил тој континент на почетокот? Додека на европско тло владеело папството и знаеме дека милиони гинеле. Токму за прибежиште. И токму затоа и оваа бројка што ја гледаме толку многу се наголемувала и во раните години, не само сега, е поради таа имиграција. Бегство од Европа, бегство од папството и прогонствата на папството. Еви за тоа ќе читаме. Едвард Еверт во својот говор за побожните основачи на овој народ рекол: барале осамено место. Простодушно поради својата непознатост и сигурно поради својата зафрленост, подалеку од прогонувачите. Зафрлено осамено место. Каде што малечката црква од Лејден можела да ужива слобода на совест. Каде што можел секој да верува онака како што му е откриено. Тоа не било случај во Европа. Че ние видовме, тој спој на држава и црква е опасен. Тогаш, преку државни закони, вам ви се наметнува со сила како да верувате, а не вие, како што ви налага и ви кажува вашата совест. Посматрате ги огромните подрачја преку кои со мирно освојување ги носеле знамињата на крстот. Бегале едноставно за да најдат слобода, за да најдат мир, прибежиште. Сега, посебно интересен делот, значи, тука сме кај 11 стих со двата рога. И овде малко повеќе се задржиме. Звер кој што наликува на јагне со два рога. Што значат роговите се? Да се подсетиме. И ово го знаеме, јутоа да се подсетиме. Во Данијел 7 глава. Данијел 7. 17 стих ќе читаме, па 24. Оние 4 големи чудовишта се 4 цара. Ова е Господ му го открива толкувањето, значи, на Данило. Значи чудовиштата, зверовите, се цареви, царства. Да видиме што е рогот, што представува рогот. 24 стих рековме, а 10 рогови од ова царство, значи од 10 рогови, две точки, му кажува што е. Од ова царство ќе настанат 10 цареви. Значи, зверот означува царство, но и рогот означува царство. Сега како? Имаме едно животно, во случајов, јагне, односно еден звер, кој што наликува, има рогови како кај јагне. Оваа нација, ова царство, како да има во себе вклучено две царства, или две власти. И наликува на јагне, пазите, значи тие рогови, единствен случај кај што се објаснуваат какви се тие рогови, значи кај претходните чудовишта за роговите не се кажува какви се. Но овде се дава карактеристика, како кај јагне. Да се подсетиме од минатиот пат, зборувавме некој од лани, да речеме. Кои две царства, кои две власти Исус ги признал? Ова го велам затоа што јагнето го символизира Исуса. Читате во Откровение, мислам дека во 29 случаи, кај што се спомнува јагне, 28,
алудираат на Исуса. Значи, оваа нација е кротка, но содржи две власти во себе, кои што власти се признати од Христа. Да се присетиме на, знаете, кога сакале да го фатат во стапите Исуса за данокот, да го обвинат дека не плаќа данок на Цезарот, на царот. Што вели Исус? Што е за царот, ама што е за Бога, за Бога. Тоа се двете власти кои што Исус ги признава. Цивилната, државната власт, а од друга страна Божито царство, второто царство. Божијата власт. Оваа нација би требало да ги има и ги имала на почетокот овие две власти. Малку и прочитавме околу тоа. Значи, и тоа два рога, никаде споени, одвоени. Црквата и државата одвоени. А така сепак складно функционира. Тоа е она што го сакале основачите на оваа нација кога бегале од Европа. Затоа што овде, во Европа, го немале тоа предимство. Црквата и државата функционирале заедно. И тоа предизвикало прогонства. Сега тие бегајќи и откривајќи го овој нов континент, што претходно е било открив, меѓутоа еве се и околностите, но и се тоа што се случувало допринело да баш тој период бегаат на оваа тло. Тие тука сакале да основаат држава без цар и црква без папа. Тоа е она што сушност го означуваат овие два рога како кај јагне. Една сила, но две царства, две власти во себе. И еве да прочитаме малку околу некои податоци околу основачите на оваа нација. Меѓу христијанските изгнаници, кои први побегнале во Америка и побарале за солниште пред угнетувањето на кралевите и пред нетрпеливоста на свештениците, имало многу такви кои решиле да основаат држава на широкиот темел на граѓанска и верска слобода. Нивните идеали биле внесени во Декларацијата за независност, која што ја нагласува големата вистина: оти сите луѓе се родени еднакви и надарени со неотуѓиво право на живот, на слобода и стекнување на среќа. Сите луѓе, без разлика, на боја, на раса, сите. Уставот му гарантира на народот право на самоуправување, што значи дека од народот избрани представници создаваат закони и се грижат за нивна правилна примена. Загарантирана е верска слобода и секој му било дозволено на Бога да му служи според својата совест. Републиканскиот облик на владење и протестантизмот беа основни начела на нацијата, на оваа нација. Републиканизмот подразбира држава без цар, а протестантизмот црква без папа. Овие начела се тајна на нивната моќ и напредок. Значи, кои начела допринеле да оваа нација стане толку моќна? Токму овие две начела. Овие два рога налик на јагнешки. Значи, токму протестантизмот и републиканизмот ја направиле оваа нација моќна. Угнетувани и газени во целото христијанство се упателе во оваа земја со големо очекување и полни со надеж. Милиони се истовариле на незините брегови и Соединетите држави се издигнале во редот на најсилните држави на светот. И се уште се. Уште некој цитат. Конгресот, ова е, го пише во Уставот, и замислите се овие основачи на оваа нација, бегајќи од прогонот и запишувајќи го тој устав уште во првиот амандман. Значи, не чекале тоа да биде. Тоа е најважното, тоа е најбитното за нив. Уште во првиот нивни амандман ги запишале токму и верската слобода и цивилна слобода. И еве дело тој амандман. Конгресот не смее да издаде закон со кој што се воспоставува некоја религија или се забранува слободно исповедање на некоја друга религија. Значи, нема фаворизирање на било каква религија. Сите се еднакви. Сите се подеднакви пред Бога. Исто така, верата не смее никогаш да биде услов за добивање на кој да е доверлива јавна служба во Соединетите држави. Значи, нема привилегии. Ако си, не знам, католик, ќе имаш висока позиција, ако си, не знам, некој тамо адвентист или било што, нема. Не! За сите подеднакво. И токму оваа слобода
и во верска, и во државна, значи, смисла, допринела да оваа нација стане толку моќна. Ево уште еден дел. Основачите на државата вложиле голем труд да ја спречат црквата да употреби световна власт со незините неизбежни последици, нетрпеливост и провост. Основачите на Соединените Американски држави со судни маки, значи и со сите сили се труделе да тоа не се случи. Но, за жал, тие одамна изумреле, поминале многу генерации и сега проштото ни кажува дека овој амандман, овие слободи ќе паднат, ќе бидат укинати. Колку и тоа на некого да не му е веројатно во денешно време. Ќе речат, па чекате сега, демократија е сепак, еве, не учат и нас, истите тие, пошто многу знаат, се разбират од демократија, па сега не учат и нас ние како да спроведеме демократија. И не е можно да настане некој таков период. Дали е можно или не е можно, според нашите замисли, ние тоа треба да го тргнеме настрана. Меѓутоа треба да читаме што вели проштото. А што вели 11 стих? Дали треба да го читаме пак? Овој звер, а веќе кажавме кој е, излегува од земја, имаше два рога како кај јагне, а зборуваше како змев. Проштото вели дека, иако оваа нација се основала на такви основи, на слобода, на верска слобода, и еве се уште да кажеме дека трае таа слобода, иако ако ги прашите американците, ќе видите дека една по една тие слободи ги губат. Се поголема и се поголема е контролата. Најнапред на нивното население, а понатаму и на целиот свет. Ако пратите, ако следите, ако читате, еве, поготово некои од, може би помладите или оние кои што имаат допир со интернет, ќе видите дека токму од 11 септември 2001 ли беше, заборив годината, да. 2001 од тогаш наваму Америка не е таа што била. Ги немаат луѓето слободите кои што ги имале. Се шпионира на секаде, па слушавме, видовме овој Сноуден, што обелодени? Или предходниот, како се викаше? Да, Викиликс што го има, Асанж и сега Сноуден. Па самите тие луѓе кои што едниот од нив, значи во ЦИА вработен, ги обелоденува нештата. Оние нешта кои што, за кои што еве проштото кажува. Минатиот пат спомнавме од тоа видео што го гледав неодамна, значи виш советник во Светска банка, бивши виш советник, кажува дека 60% од даноците што американскиот народ ги плаќа одат во Ватикан. Зарем тоа не зборува во прилог на сето оно што ние одамна го знаеме и Господ ни го открил. Значи, нештата се менуваат. Иако може би ќе кажеме сега, сега ова сме го слушале, поготово 90-тите години, минатиот век, па не знам кој се проповедник не дошол тука и сите зборуваа на тие теми, па ете, влегов ми во 21 веки, да, може би проштвото се одолжува, ама сепак не, вели тамо еден стих, ќе си биде се во своје време. Господ го знае времето. Да, нема да задосне. Ние треба да чекаме, ние треба да се надеваме на Господа, ние треба целосно да му се предадеме и целосно да му биде предадеме уште денеска, знаејќи дека, без оглед на тоа што ќе ни се случи, без оглед на тоа какви прогонства се ќе видиме, зашто тоа време иде, Господ е над се, Господ има контрола над се и јагнето на крајот ќе ги победи. Целиот тој нов светски поредок, целиот тој систем кој што сакаат да го основаат, да се спроведе. Значи, факт е дека ќе се случи пагање на овие два принципи во Америка. И, понатаму ќе зборуваме и за носењето на тој неделен закон и се едноставно ќе дојде од таму и ќе се одрази на целиот свет, нормално дека и ние ќе ја почувствуваме. Меѓутоа, нека му слава на Господа што еве на време не подготвува, на време ни ги открил сите овие нешта и на време ги знаеме и не е толку битно знаењето колку што навистина е битна нашата преданост, како што еве и во пулката мислам дека се спомна. Да му се предадеме на Господа уште денеска и со сета вера
да веруваме на оно што го оставил, што го кажал и да продолжиме понатаму во победа. Нека му е слава на Господа. Амин.